Почитувани гледачи, добро дојдовте во студиото на Канал Вис. Денеска зборуваме за тема која што неодамна Општина Струмица сподели со јавноста. Станува збор за отварањето на Центарот за дневен престој на деца, односно лица со попречености во Струмица. На оваа тема, мој гостин во студиото е Спасе Додевски, дефектолог и координатор на Конвенцијата за правата на децата со попречености, односно лицата со попречености во Македонија. Додевски, добре дојде во студиото. Добро дојдов. И сметавме дека како најрелевантен токму на оваа тема за човекот кој што ги работи една од најранливите категории на популација во државата, односно лицата со попречености, сте токму вие и затоа вам ве поканивте. Ви благодариме што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата, пред се. Така. Како што и најавив пред малку, пред неколку дена Општина Струмица најави отварање на Центар за дневен престој на деца со попречености. Постојано зборувам деца затоа што во најавата така и одеше дека ќе се згрижуваат, односно ќе се примаат во дневниот центар деца од 3 до 14 години. Може ли за старт да ни кажете малку повеќе? Што овој Центар за дневен престој ќе опфаќа, освен она кое што веќе граѓаните на Општина Струмица го знаат, кои деца и каков тип на попречености ќе бидат вклучени во престојот? Па и во самата најава, како што кажавте, во однос на моето функционирање, во однос на координирање на сите овие процеси во државата, потребно да спомнеме која е суштината на отварањето на оваа новина што се случува во Општина Струмица. Се однесува на целиот процес на подобрување, односно отварање нови социјални услуги во заедниците, односно на ниво на општините. Тоа се базира врз основа на ставот и одлучноста на ова влада, односно Министерството за труд и социјална политика, да има посебен пристап кон оваа категорија на лица или деца со попреченост, на тој начин што заради целокупната социјална инклузија која што им потребна на овие лица или деца со попреченост, владата и Министерството одлучи да вложува во отварањето на нови, од подобрувањето на социјалните услуги во општината, бидејќи на секој лице со попреченост му е потребно инклузијата сама по себе како платформа не може да се реализира без формирање, односно без организирање на услуги кои што општеството или државата ќе им ги овозможи на овие лица со попреченост за да може да се интегрират во секојдневниот живот. Конкретно за овој проект се однесува на проект кој што Министерството за труд и социјална политика го има подпишано заедно со Светска банка. Светска банка е финансиер на државно ниво и вложува средства во однос на унапредувањето на сите овие социјални услуги, односно вложувањето во оваа поддршка на лицата со попреченост. Така да имаше повик Министерството за труд и социјална политика, јавен повик на кој што се јавија општините. Впрочем, само општините може да бидат апликанти, заедно во соработка, односно со коапликација на невладиниот сектор. Општина Струмица, сите општини, голем број на општини конкурира, така да за посебен број на услуги. Мораме да спомнеме дека услугите може да бидат услуги во заедницата, услуги во домот, нега од трето лице и така натаму. Веќе Министерството креира и вложува во нови инвентивни, иновативни услуги и поддршки, така да Општина Струмица конкурираше, се јави на повикот и издействува за прв пат да може да добие со иста апликација две социјални услуги. Може би релевантноста и квалитетот на Општина Струмица во поглед на сите овие години во однос на инклузијата и во однос на сензитивноста за ова категорија на граѓани бидејќи е поголема, затоа и Министерството и финансиерот се
се одлучија да можат да вложат токму во две услуги во општина Струмица. Се работи за услуги во заедницата, односно центар за дневен престој за деца со попреченост. Тоа е едната услуга која што вклучува внатре дневно згрижување, работа со деца со попреченост, кој што вклучува и индивидуален третман во зависност од индивидуалните потреби на секој од овие дечиња. И другата услуга е независно од центарот за дневен престој е индивидуален третман, односно индивидуална работа и ќе се однесува на дечиња кои што немаат потреба да бидат да имат престој во објектот за центарот, дневниот центар, туку ќе можат во однос на однапред договорени термини да посетуваат индивидуални третмани од дефектолог, логопед и други третмани кои што им се потребни согласно препораките од нивната функционална проценка, односно проценката од стручното тело за функционална проценка, регионалното тело во Струмица. Така. Сакав да ве прашам, ево од прилика добивме слика од каде отварањето на центарот за дневен престој на лицата со попречености. Какви услуги ќе дава всушност центарот? Она кое што навистина е интересно тоа што ги имате искомпонирано двете услуги во една, независно и одвоено од обемот на работа и од обемот на деца. Тоа значи дека децата кои што ќе престојуваат во центарот се одредена бројка, но при тоа можат да доаѓаат и други деца кои што нема да бидат сместени и нема да ги користат услугите за дневниот престој. Тоа значи дека колкава бројка ќе можете да обслужувате, да обслужуваат во центарот за дневен престој. И самиот проект и самата апликација носи со себе одредени критериуми за аплицирање и за функционирање, односно одредени рамки. Првата услуга се однесува на вкупен број од 20 дечиња кои што може да бидат да престојуваат во центарот на дневен престој. Престојот ќе биде од наутро од 8 часот до 16 часот, во зависност од активностите на детето. Што значи дека поголем број на дечиња сега со попреченост или со одредени пречки во развојот имаат своји и образовни активности, дали предпладне или попладне. Ако е детето предпладне, може попладне да доаѓа и обратно. Односно не е стационирање на самото дете со пречност во самиот објект, туку согласно неговите дневни активности да ги користи овие услуги од дневен карактер, односно целодневен карактер, кои што овие услуги вклучуваат и индивидуален третман покрај другите активности кои што се однесуваат на терапија од секаков можен карактер, пак ќе кажам согласно функционалните аспекти и потреби на дечињето. Значи можеби на некој дете му е потребно сензорна терапија, може да му потребно окупационална терапија, активности од аспект на физички развој, на самопослужување. Ќе има посебни групи за едукативна поддршка, тоа е за сите дечиња кои што им е потребно, а одат во образование, за да може да се надополнуват образовниот аспект, таму она што го учат или посетуваат во училиштето, да го надополнуваат, односно да го вежбат или да го увежбуваат тука во дневниот центар. Исто така, во однос на соработка со самиот дневен центар со други стручни кадри, ќе може да ќе има и периодични прегледи од стоматолошки аспект, од физијатарски аспект, од и сите други стручњаци терапија, значи неурофидбек терапија, во однос на некои дечиња со физички нарушувања, може да ќе има и третмани од физиотерапевти и така натаму. Тоа се однесува на 20 дечиња и целото таа услуга е бесплатна, потpuno бесплатна за сите овие дечиња.
во целата таа програма за работа, тие ќе имат во целодневниот ритм на денот, ќе имат два оброци, значи во зависност од тоа кога се присутни, ќе има поедок наутро кога доаѓаат и ручек попладне. Така. А другата независно, како што кажавте, независно од оваа услуга, другата услуга е за други 20 дечиња кои што имаат потреба од третман, индивидуален третман, а во исто време немаат потреба од присуство или немаат можности од присуство во цело време во дневниот центар, така да тие ќе бидат обслужувани од третман на логопед и на специјален едукатор рехабилитатор. А со родителите, во зависност од потребата, со родителите периодично, односно по термини, ќе работи и социјален работник, што сметаме дека е многу битно во однос на соработката со родителите, односно таа првична обука, обученост или следење на однесувањето или соработката, односно активностите таму во третманот и соработката дома во однос на попреченоста на дечињата кои што имат одредени пречки во развојот. Исто се работи и тука за бројка од 20 дечиња. И таа услуга е секако целосно бесплатна. Так. Токму така. Но каков ќе биде патот кој што родителите ќе треба да го истрасираат пред да започне услугата да се нуди на граѓаните, односно да се примаат веќе дечињата во центарот за дневен престој, што ќе биде потребно, на кој начин можат да бидат едни од идните корисници на оваа услуга? На самиот почеток може би спуштиме да кажеме дека исто така општина Струмица како апликант го чисто за локацијата и за објектот, општина Струмица како апликант учествува пред се со простор или просторните услови, кај што ќе се одвива целата таа активност, односно сите тие две услуги. Тоа е објектот на Пронешното средно училиште Јахја Кемал, или бившата детска градинка. Има просторни, овие две услуги се просторно организирани така како што налагаат стручниот аспект. И во овој дел, во објектот ќе се реализираат посебно различни активности. Од аспект на целиот тој процес или статусот на сегашната состојба на оваа цела постапката е речиси се работи на организирање на просторот и на активностите, односно и на обуката, односно на опремата, материјалите, средствата кои што треба да се набавуваат. Но за најважното за дечињата е тоа што тие секој дете мора да има проценка од меѓународно, односно од стручното тело за функционална проценка. Сите овие услуги на државно ниво кои што се воспоставуваат се како една генерална групна реформа која што е вмрежена преку функционалната проценка, односно преку функционирањето на самото дете со попречност. Односно за да добива веќе од 17 јануари со подпишувањето на тројцата министри за образование, труд, социјална политика и здравство на правилникот за функционална проценка, веќе сите услуги кои што доаѓаат кои што може да ги поседува или да ги користи секој еден во државата, не само дечињата со попречност, се однесуваат мора да поминуваат преку стручните тела за проценка, односно преку меѓународната класификација на функционалноста. Секој дете на кое што има проценето дека му е потребно да користи таа услуга во заедницата, односно центар за поддршка, центар за дневен престој и исто така и услугата за индивидуален третман, ќе може да ја користи таа услуга. Односно, потребно е првично да родителите да закажат термин во стручните тела за проценка, и можеби тоа е потребно, тоа е подобро да биде сега на време, отколку во моментот кога ќе почне да функционира самиот дневен центар, да не се направи гужва или притисок на самите тела за проценка кои така имаат огромен број на работа и закажани термини.
можеби подобро сега, така да од кога ќе помине проценката, кога ќе го добијат наодот, односно препораката дека му е потребно на детето овој тип на услуга, односно работа во дневен центар или индивидуален третман, веќе проценката тие со проценката може да поднесат барање до Центар за социјална работа во Струмица, од кој што потребно да добијат решение за користење на оваа услуга и со решението ќе бидат запишани, односно ќе можат да бидат вклучени за користење на овие две услуги. Така, практично да во една реченица би го сведело на се што кое го кажавте, родителите се должни децата да ги однесат во комисијата, каде што детето ќе биде проценето и услугата ќе му биде доделена откако центрите за социјална работа ќе го донесат решението и со истото решение ќе влегува. Но само врз основа на функционалната проценка. Друго кое што ме интересира, затоа што станува збор за дечиња од 3 до 14 годишна возраст, овде имаме деца кои што се вклучени во образовниот процес. Дали, тука некаде ќе го спомнам и ресурсниот центар, дали ќе биде попречено давањето на услугата за овие деца, кои што ќе ја користат услугата во дневниот центар, паралелно да имаат можност да имаат и личен и образовен асистент, колку овие ќе имаат? Апсолутно не, значи точно како што кажавме, стручните тела за функционална проценка, еве регионалното тело за проценка во Струмица, односно кој што работи според меѓународната класификација на функционалноста, е на државно, на национално ниво тело кое што ги проценува сите можни потреби, услуги кои што државата се понуди и се обврза да им ги овозможи на сите дечиња или лица. Со тоа што можно е она што стручното тело за проценка ќе му го процени, односно ќе го препорача дека му е потребно на конкретно дете, тоа има право да ги бара тие услуги од општеството, од државата преку центрите за социјална работа и државата е обврзана на еден систематски начин да ги овозможи сите тие услуги во заедницата. Еве и овој дел и овој проект е еден дел од сукцесивното зголемување и подобрување на социјалните услуги во самата заедница. Знаете дека во првиот момент почнавме со функционалната проценка, почна да проценува, имаше можности да ги определува услугите само од образовен асистент, бидејќи правилникот не беше потпишан, односно само во Закон за основно образование имаше предвидено образовна асистенција која што може да биде препорачена. Сега стручните тела за проценка може да препорачат секакви права. Значи сите тие права кои што како држава ги имаме ние во закон ставени и дека се обврзуваме да ги овозможиме, било од материјален карактер, било паричните средства за попреченост или за образовна асистенција, лична асистенција во заедницата, во домот, во трето лице. Значи сите тие услуги ќе може да ги, значи нема никаков судир на неовозможност да може да ги користат сите други услуги кои што му се препорачени на самото дете. Така, со каков капацитет ќе располага овој дневен центар по однос на луѓето кои што ќе бидат инволвирани во процесот? Можеби и тоа беше еден од најголемите критериуми. Светска банка и Министерството за труд и социјална политика беше сакаше да биде сигурно дека овој цел процес ќе биде одржлив на подолг временски период, така да огромен акцент стави на стручноста, така да алудира на и во самото организација на овие услуги алудира на висока професионалност, голем број на години на работно искуство и обученост на сите кои што ќе бидат вклучени внатре во самата работа. Сите овие две услуги ќе работи со нив, односно ќе ги организира стручен тим кој е составен од специјални едукатори, логопеди, социјални работници и исто така директно со децата овие стручни кадри ќе работат и на координација на овие услуги и на одржливост на услугите, а конкретно директно со
со дечињата, освен стручните соработници кои што ќе работат, од стручен аспект ќе има и негователи, воспитувачи, друг технички персонал. Така да доколку има некои заинтересирани, значи ќе има и објави во скоро време, ќе има јавен повик по медиумите, доколку лицата се некои заинтересирани да се вклучат во работата, во хумана работа за вклучување во активности на овие две услуги во центарот за подршка или во индивидуалната работа со учениците или деца со попречност, може да се јават, може да аплицираат и тогаш ќе бидат вклучени во целокупниот процес. Така. Друго што ме интересира е превозот. Како овие дечиња ќе стигнуваат до дневниот центар? Во моментов, во самиот објект што го спомнавме, има еден дел кој што работи, кој што однесува на продолжен престој на сите дечиња кои што доаѓаат таму. Тоа се дечиња кои што пред училиште или после училиште доаѓаат во продолжениот престој, за нив има организирано превоз. Но сукцесивно се предвидува и да се организира посебен превоз само за дечињата кои што доаѓаат тука. Исто така мораме да споменеме дека општина Струмица има и организирано превоз во самата општина, односно во самата структура на дневната структура на активности во превозот на учениците со попречност кои што се во редовните училишта и кои што обслужуваат и кои што постуваат активности на други места. Така да можеме да користиме и овој превоз, но тоа се зависи од активностите и од термините на активностите на овој превоз. Така да сукцесивно се планира и понатака да се направи специализиран превоз само за дечињата кои што ќе обслужуваат, односно ќе бидат вклучени во овие социјални услуги. Така. И да не се разбереме погрешно, станува збор за сместување, односно користење на услугата дневен престој за деца исклучиво само од општина Струмица. Се однесува не само на општина Струмица, туку на ниво на општините каде што Центарот за социјална работа има надлежност. Тоа се и околните општини, значи се работи за дечиња кои што се од општина Струмица, Василево, Босилово и Ново село. Некои во однос на организирањето на овие услуги се постава прашањето каков ќе биде начинот на избор на избор на вклучување на самите дечиња, бидејќи уште сега има огромен број или огромна заинтересираност за вклучување на дечињата. Пред се како социјално одговорна власт и општина, ние пред се, односно и проектот е така зацртан, односно самиот процес, да пред се на социјално ранливите семејства им се овозможи бесплатно користење на сите овие услуги. Односно ќе има избор, ќе има евалуционна комисија која што ќе ги запишува, ќе ги вклучува во соработка со општина Струмица и во соработка со Центарот за социјална работа, ќе се изготвува социјална карта, односно социјални аспекти на приемот на овие ученици. Социјално ранливите семејства ќе имат некаква вид на поголема предност, но не се исклучува и предноста на оние дечиња на кои што им е функционално попотребна, најпотребна ваквата услуга. Бидејќи не можеме да ги исклучиме дечињата кои што имаат огромна, односно единствена потреба, функционална потреба за ова, а не припаѓаат на некакви социјално ранливи категории. Така да, од тој аспект ќе биде во соработка со овие институции ќе се прави изборот и од општина Струмица, но и од останатите општини. Така, тежината можеби на социјалната услуга ќе стане поголема со тоа што на родителите пак од социјално ранливата категорија ќе им се овозможи да станат економски постабилни и така. Овој проект, односно овој процес не зародиш од не од сега, туку од поминато
време, односно општина Струмица неколку години веќе има свој социјален, односно совет за социјално ранливи категории, на кој што совет има на општина Струмица направена социјална карта на која што овие услуги се избрани токму заради потребата и изјаснувањето на лицата со попречност, односно на нивните семејства, дека една од најпотребните услуги во оваа општина им се токму овие. И врз основа на овие нивни барања се поднесе и самата апликација. Но мора да спомнеме дека овие социјални услуги, дневен центар, ова не е дневен центар како сите дневни центри. Има нови принципи во однос на функционирањето на центрите за дневен престој. Од аспект на тоа што дневните центри не треба да бидат, така да кажеме, паркиралиште за дечињата со попречност или било кои деца, туку да бидат дополнителна подршка на целокупното функционирање на овие дечиња во општеството. Односно, детето може да посетува во одреден дел на денот во образование или во било кои други активности да ги има, но дневниот центар е од тој аспект присутен да нуди и да му овозможи активности за да му ги подобри компетенциите во однос на подобро функционирање во сите тие активности кои што му се примарни образованието, примарно сето друго, но да му ја подобри на еден начин функционалноста на самото дете со тие активности внатре во дневниот центар и како различен вид на терапии и како индивидуалните третмани кои што му се нудат. Така. Овдека би ја спомнала МКФ комисијата, односно комисијата за функционалната проценка за децата, која што ќе биде клучната алка за влегувањата пак на децата во дневниот центар. Јас се сеќавам уште пред многу години, кога начално почнавме да зборуваме за оваа комисија, токму со вас во една од емисиите во ВИС. Тоа беа почетоците, беа пилот комисии кои што се впуштија во нешто за кое што сите апсолутно ние не знаевме што ќе се случува понатаму. Дали, ве прашувам како координатор токму на конвенцијата која што па и ги бара и поддржува правата на лицата, дали имаме доволно во земјава комисии кои што ќе можат да одговорат на барањата на родителите? Да, токму и во тие поранешни емисии сме спомнале дека овие реформи и таа комисија, односно МКФ, стручните тела за проценки, е реформа која што генерално, односно фронтално се носи. Значи, тука беа огромен број на закони, промени кои што мора да се донесат до крај и секако дека овој процес со носењето и на нови, сите тие акти се уште не е во една дефинитивна и завршна фаза. Ако зборуваме од аспект на стручното тело за проценка во Струмица, пак мора се сведува на општина Струмица, благодарност на градоначалникот, благодарност на општина Струмица, кој што е апсолутно сензитивна сите години назад и сега. Овој објект што го спомнавме ќе биде еден едукативно-рехабилитацијски кампус, бидејќи во исто време општина Струмица овозможи одредени просторни услови каде што стручното тело за проценка на стручен начин ќе се смести во тие простории, односно таму ќе биде лоцирано. Сега се во превремени простории. Таму ќе имат посебен свој дел каде што ќе можат да вршат функционална проценка со подобри услови за таа работа. Мимо дневниот центар, мимо и покрај услугата за индивидуален третман и покрај тоа што на друг дел има дневен престој, односно продолжен престој за дечиња кои што одат во градинките и во редовните училишта. Значи, овој објект објект е со огромно интегративно ниво. Значи, тука се врши интеграција, инклузија со сите дечиња меѓу себе, тука и комисијата за проценка. Тие во Струмица комисијата работи доста стручно, сега во последно време и персонално се збогатени, зголемени, имаше од аспект на медицинскиот кадар. Така да на државно ниво најголем дел од стручните тела се веќе во функција и се отворени. Тие работат на нови формулари за работа и работат на целиот овој процес на преодниот период од старите
стариот начин на функционирање, односно на категоризациите, кон новиот начин, бидејќи ова е огромна реформа и самото правење на овие МКФ стручни тела за проценка, новиот начин, метод на проценка, вклученоста, тоа што тие го проценуваат, треба и државата да го овозможи преку овие нови социјални услуги. Треба овој да се финансира преку странски донатори, преку понатака сите тие странските овој обем на финансирање понатака ќе потпадне и под државно, односно под буџетско функционирање, така да овие стручни тела за проценка мислам дека се повеќе и повеќе се докомплетират. Имаме уште неколку тела како што се во Штип и во Велес, кои што сега треба да почнат да се организират, инаку во другите делови од државата се организирани. Така. Доволно ли е комисијата овдека во Струмица да покрива толков број на популација? За 2 години Зборувам за регионално ниво. Да. Ние како Струмица сепак сме носители пак на комисијата, постигнуваат ли? За период од 2 годишно функционирање, а ова комисија до сега има проценето направено проценки околу 150 функционални проценки на дечни од целиот регион. Имаше одредени вакуум периоди од самото тоа функционирање во некои од тие 2 години, каде што поради промени во однос на легислативата, во однос на правилата, во однос на подзаконските акти, имаше одредени бариери за соодветно да се искористи целиот тој капацитет. Но сега тие веќе немаат сите проценки кои што им се на термини дадени, секој термин по термин сите тие проценки ги реализират, веќе работат на големо и на репроценување на овие ученици, односно бидејќи овие деца, бидејќи проценката не е само еднаш и за секогаш. Самата таа функционална проценка значи еднаш кога ќе се процени детето, после се проверува, му се дават одредени цели кои што треба за одреден период да ги реализира во однос на преку социјалните услуги кои што ги се организираат преку училиштата, преку индивидуалните третмани и после 6 месеци или не знам после одреден период пак доаѓаат на репроценка каде што се проверува дали е сето тоа усвоено. Значи тие тела за функционална проценка немаат само еден мониторинг односно само да се дадат една слика на функционалноста на дечињата, туку и да го следат нивниот развој, односно да прават притисок кон институциите, да дават се поголеми и поголеми цели за да може да се зголеми таа функционалност. Но секако и со соработка со другите институции, со услугите кои што ги правиме во заедницата, бидејќи не е само целта да им се процени нешто, да им се препорача нешто на дечињата, туку мора и државата и заедницата, како што го правиме тоа во Струмица сега, потребно е тоа да го организира, да има каде да го подобрат својот успех, својата функционалност. Се направија многу реформи што се однесуваат до лицата со попречености, не само за децата. Се формираше и координативното национално тело, еве сведоци сме се отвараат и дневни центри и се овозможуваат и лични и образовни асистенти и така натаму, се да не ги редиме и сите. Некако се придвижуваме кон механизмот во заштитата на лицата со попречености. Би сакала да те запрашам, можеме ли да кажеме дека во земјава се уште постојат црни бројки на лица со попречености, кои што системот за жал не ги препозна? Во споредба со претходните периоди, да кажеме пред 2005 година, во овој период веќе имаме многу голем процент на намаленост на таа стигматизација. Во тогашно време една бариера беше стигматизираност од страна на општеството и од страна на родителите, а од друга страна денеска ние со самото зборување и со самото формирање на поддршка на сите тие деца, на сите овие родители, родителите веќе сами по себе ја барат самата својата поддршка. Сведоци сме, голем дел на родители се обраќаат на стручните тела за поддршка.
не крие да си каже своите потреби, без разлика на тоа што ќе биде препорачано. Дали му е потребно образован асистент, дали му е потребна лична асистенција, дали дневен центар, дали нешто. Има се поголема и поголема отвореност на самите родители и поголема соработка. Од стручен аспект, како специјален едукатор и рехабилитатор, морам да спомнам дека соработката со стручните кадри и со родителите е најбитниот фактор во однос на самиот успех и развој на самото дете. Ние, како општество, можеме да бидеме само горди, да си признаеме дека овие реформи од 2017 година, што ги реализираме фронтално со огромни напори за промена на целиот законодавен систем во однос на оваа категорија, имаме огромен број на квалитети на многу високо ниво сме. Дури може да спомнам дека од многу држави, европски држави, сме на многу повисоко ниво. До толку повеќе што нашата држава е во развој, европски апликант и мораме, односно мимо самата желба што сакаме тоа да го реализираме, имаме и сме на еден начин и принципиелно мораме да се покажеме пред самата таа европска јавност дека ние можеме тоа и да вложуваме средства и да го реализираме, да биде сето тоа една огромна успешна приказна. Да, на овој начин државата носи храбри одлуки, вложува средства и процесот веќе е отворен, можеме да кажеме, и овој процес веќе не може да застане, бидејќи сигурен сум дека ниедна власт понатака не може да дојде, а да ги задуши сите овие реформи, односно да ги стагнира, туку само ќе мора да ги развива се повеќе и повеќе. Така. И кога би било оптималното време кога би можела Струмица да очекува отварањето на дневниот центар? Па, оптималното време негде септември, октомври месец, но тука има и, да кажеме, и други фактори кои влијаат на ова. Така да мислам дека во тој период би било добро ако можеме да го правиме, но подготовките се секојдневно и така, за сите можем да кажем дека за секој посебно родител кој што има дете, кој што има потреба од ова услуга, можеме да направиме и други консултации, односно да ги информираме и на посебен начин, како што нуди и на кој начин ќе биде ова организирано, така да оптимално време тука негде септември, октомври месец мислам дека ќе биде. Ви благодарам што одвоивте време и во интерес на лицата со повречености јас поделивме информацијата за отварањето на новиот центар за дневен престој. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, до гледање.